Господине Шешов, минатата недела ИЗИС во соработка со Јапонската асоциација за сеизмичка изолација со поддршка на амбасадата на Јапонија во земјава организираше работилница посветена на сеизмичката изолација. Какви искуства нашите експерти стекнаа од оваа работилница? Благодарам на поканата. Добро рековте, да. Со иницијатива на Јапонската асоциација за сеизмичка изолација, поддржани од амбасадата на Јапонија во Скопје и во коорганизација на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија ИЗИС Скопје, успеавме да организираме навистина една успешна работилница, која траеше 2 дена и на која присуствуваа, навистина ми е задоволство да кажам, врвни експерти од оваа област, од земјата на изгреј сонцето, која што е најразвиена во и технолошки, и со знаење и со искуство во оваа област на сеизмичка изолација. За време на работилницата беа присутни повеќе од 50 партиципанти, беше и јапонскиот амбасадор на отварањето и навистина бевме сведоци на размера на искуства, би рекол и предавања, презентација, не само за тоа што значи сеизмичката изолација, меѓутоа уште по-значајно што како тоа сето се имплементира. На оваа работилница интересно е што имавме и ние, што да кажем, имавме 2 предавања од наши експерти од институтот, да ги споделиме искуствата со нив, меѓутоа многу е значајно овој начин на заштита на објектите, можда највисок начин на заштита и еден од најуспешните, впрочем, начини како можете еден објект да го заштитите од евентуални оштетувања за време на силни земјотреси. Меѓутоа, ние имаме знаење, институтот има акумулирано знаење во истражувачки цели и во тестови, во анализи, меѓутоа мораме да бидеме искрени, оваа сеизмичка изолација оди чекор во чекор со технолошкиот развој на земјата. Потребни се покрај истражувања, примена, технички прописи, индустрија која сето тоа ќе го поддржи и секако одржување. Значи, накратко на вашето прашање, навистина и во еден ваков период кога ни се случи земјотресите, ова беше навистина освежување и уште еднаш би се заблагодарил и на иницијативата на Јапонската асоциација и на амбасадата на Јапонија, која што еве успеа заедно со нас да организираме едно навистина успешно научно дружење каде што разменивме искуства и можеби ќе биде еве поттик за да малце повеќе во тоа ни се приклучи и индустријата, технологијата. Можете ли да ни објасните што во пракса значи оваа сеизмичка изолација? Ќе се обидам накратко да ви објаснам, бидејќи за ова се потребни наистина повеќе време. Тоа значи дека со посебни девајси или со посебни елементи, вие горната конструкција на ова што го гледаме ние на објектите, да кажеме како најтипични представници зградите, вие ја одделувате од земјата. Значи, помеѓу темелната конструкција и помеѓу горната конструкција ставате посебни, поедноставно да кажам, сеизмички изолатори, кои што во случај на земјотрес не дозволуваат енергијата која што доаѓа од земјината внатрешност, која што е деструктивна по својата природа, да влезе во зградата и да направи оштетување. Таа, викаме ние, се дисипира, односно се троши во тие елементи, да ги кажеме, тоа е поедноставно, базна изолација. Тоа се најчесто, кога збориме за базна, тоа се коцки од гума, од слоеви на гума, кои што меѓу себе може да имаат и челични плочки и слично, се ставаат на контактот помеѓу горната конструкција и темелот. И кога ќе дојде земјотресот, кога ќе се шират сеизмичките бранови, фактички зградата, горниот дел на зградата останува смирен или многу помали поместувања, додека на нивото на сеизмичките изолација, тамо се случуваат големите поместувања, кои што ништо не значат за горната конструкција и енергијата дисипира. Тоа е еден начин, да кажеме, поедноставен, постојат и посовремени начини, кои што се вградуваат во самата конструкција горе, меѓутоа тоа се малце, да кажам, и за во интерес на времето покомплицирани, каде што ние фактички ја го контролираме однесувањето на конструкцијата за време на динамички товари или земјотреси. Повторно ќе кажам, тоа се високотехнолошки, да кажеме, делови кои што нормално се изработуваат во фабрики, за нив се потребно истражување, сето тоа, меѓутоа и нивното вградување значи исто така дека треба да имате одредено технолошко ниво, потоа и одржувањето.
Тоа значи дека вашата конструкција, вашиот објект се движи независно од тоа како ќе се движи земјотресот. Тој си има своја контрола, нема да влезе големо количество на енергија и ќе остане, ние викаме, воеластичен или линеарен дој, нема да има оштетување. Повторно ќе кажам, тоа е во моментот на денешната развојна наука највисоко ниво на заштита што може да обезбедите за некој објект. Вообичаено, иако сега почна масовно да се применува, се применува за позначени објекти, меѓутоа тоа беше и цел на оваа работилница, поблиску да се сретнеме со нејзината примена, за да може да се применува и пошироко. Колку објекти во Скопје и пред се во земјава се градени според принципот на сеизмичка изолација? Да, можеби еден од најзначајните објекти, не би рекол само во Скопје, него и во Европа, па пошироко во свет, е основното училиште Песталоци од центарот, која што е донација од швајцарската влада веднаш после земјотресот, и тоа е изведено на базна изолација. Морам да кажам, институтот има голем број на студии направено за тоа училиште и успеа пред неколку години со помош повторно на швајцарската амбасада овде да ги обнови тие, да кажеме, сеизмички изолатори, односно тие базна изолација. Видете, за поширока примена, повторно ќе кажам, не е доволно знаење, развој, треба и индустријата, градежните компании да ве пратат. Вие може ќе знаете тоа сето да го анализирате, да го истражите. Меѓутоа, тоа некој треба да го произведе, тоа некој треба да го вгради, тоа треба утре некој да го одржува, тоа треба да го прати. Сето тоа, повторно кажам, ова работилница ни помогна. Затоа треба и технички прописи, технички стандарди, како сето тоа да се изведе, за да биде функционално. Така да за поширока примена, добро е, нас не има во каталогот на сеизмички изолирани згради во светски рамки, меѓутоа, за тоа треба малце повеќе да се вклучи и технологија, и индустрија, и интерес кај градежните компании. Во јавноста постои сомнеж дека при напливот на нови градби во земјава не се почитуваат секогаш сеизмичките стандарди. Посебно ова се однесува за зградите градени по 90-тите години на минатиот век. Колку се реални ваквите стравувања и дали се безбедни новите градби? Добро, ја во неколку наврати изјавив дека стравот е добро да го има, бидејќи тој не држи буден и тој секогаш ќе не тера да бидеме што подобри. Повторно ќе кажам, во еден ваква време во кое што живееме, каде што кај населението изгубена секаква доверба во институциите и градежништвото нормално ја дели таа судбина, иако не би се сложил комплетно со тоа, бидејќи една од работите на кои што се должи таквото мнение кај јавноста е, пред се мислам сега да не ми се навредат и колегите урбанисти, е во можда непланското градење, во недобро изработените детални урбанистички планови, каде што никнуваат објекти едни до други, каде што никнуваат објекти онамо кај што можеме не ги очекуваме, и сега населението кога гледа такви објекти мисли дека истите се небезбедни. За сигурноста на објектите ние мораме како градежници ги почитуваме техничките прописи. Тие сметам дека во најголемиот број на случаи се почитуваат при изведбата на современите згради, рековте од 90-та навака, тоа се впрочем оние сеизмички прописи кои што се од 80-та. Од 2013 година навака институтот доби дополнително мандат од владата на Македонија да ги контролира како на проект, така и во изведба. Така што мислам дека дополнителните контроли, како и одговорноста која што се уште постои кај најголем број на проектанти и градежници, придонесува да имаме сигурни градби. Во тој контекст само да кажам дека и да не верува населението. Се случи земјотрес, серија земјотреси во Скопје во 2015, мислам, или 16 година. Тука беше, не беа силни, тоа е од Скопско и пецентрално подрачје, меѓутоа беа на некој начин проба, чек, да видиме какви се објектите. Сепак не е многу низок земјотрес, не е слаб земјотрес. Тие серија на земјотреси покажаа дека новите згради, па и би рекол и постојните објекти, нигде немавме значајни оштетувања. Не дај Боже, немавме колапс на зградите. Добро, ниско ниво на јачење на земјотрес, меѓутоа, тоа беше реална проверка какви ни се зградите. Бевме ние на терен, на многу објекти, како експерти од ДИЗИС,
Имаше само неконструктивни оштетувања. Во преградни ѕидови, на контактот помеѓу греди, преградни ѕидови, паѓање негде на Малтер, што апсолутно е во согласност со техничките прописи. Само нешто, не постојат 100% сигурни згради. Во случај на земјотрес сите треба да знаеме, ќе има оштетувања, тие треба да бидат контролирани, никако не треба да дојде до колапс на зградите. Значи, повторно ви рекол, ако еве граѓаните не веруваат на институциите, нека веруваат на последиците од тие седја на земјотреси, кои што, повторно кажам, не беа многу силни, не беа ни многу слаби, покажаа дека во најголемиот дел на зградите, би рекол скоро сите, се однесува онака како што биле и проектирани. Значи, да имаат мали неконструктивни оштетувања, меѓутоа конструкциите беа окей и сите граѓани немаше ни повредени, не дај Боже, ни... Така да, една од пробите и една од потврдите е токму таквите земјотреси. Како се врши надзорот и контролата на градбите во земјава? Па добро, видете, градежништвото или градењето на објектите е сложен процес и е еден цел систем низа на фази, на чинители кои што придонесуваат на крај да имаме градба. Меѓутоа, еве, конкретно на вашето прашање, да, можем да зборувам за нашата институција, за институтот, он е вклучен во чекорот на изработка на проектно-техничка документација, фаза на статика, односно градежна конструктивен проект. Сите проекти што се изработуваат во државата, согласно законот за градење, мора да поминат на контрола, велиме, на проектна документација. Значи, ние ги контролираме проектите, дали се во согласност со техничките прописи и даваме мислење за проектираниот степен. Потоа со тоа мислење и останатата техничка документација, инвеститорот си оди во општина или зависи во Министерството на транспорт и добива одобрение за градење. Значи, ние контролираме на ниво на проект. Потоа, на ниво во фаза на изведба, за поголеми објекти од 300 квадрати, 2 пати во текот на изведбата на објектот, наши тимови излагаат на увид. И правиме, да кажеме, контрола дали објектот што се изведува е во согласно со тоа што си го дал во општина. Првин тоа и второ, дали е задоволен квалитетот. Имаме недеструктивни тестови, проверуваме најчесто контрола на квалитет на бетон, контрола на вградена арматура, ако има негде челик, го контролираме и челикот каков е, со каков квалитет, и со тоа изведувачот, односно инвеститорот, добива мислење за изведен степен, кој што му служи потоа да доби употребна дозвола објектот и да си се завери во Агенцијата за недвижност и катастар на Република. Од сеизмички аспект, колку се безбедни дивоградбите, доградбите, па и уривањето на потворните, на ѕидовите во становите? Тоа се оние, би рекол, едни од слабите алки во овој синџир на кога збориме на сигурноста на објектите. Добро ги посочивте, тоа се некои од, да кажам, клучните сегменти каде што мораме и требаме повеќе да работиме за да можеме да збориме на генерална слика на сигурни згради. Ја во неколку наврати се навратив и на овие на нелегални градби, не знам како да ги кажам, или диоградбите, за нив повторно ќе се ограда. Може се добри, може не се добри, меѓутоа не постои доказ за нивната сигурност. Многу оскудни информации се, значи само со геодетски елаборат, со изјава од сопственикот и со сметки од комунални нешто од струја, се легализира и се става во фондот на објекти. Сега ви имате еден таков објект со нецелосна, впрочем со можда никаква проектно-техничка документација и објект кој што си ги запазил сите чекори што ги говоревме претходно, значи проект, ревизија, контрола ИЗИС, контрола надзор на лице место и сега вие ме прашувате какви се двата објекта. Навидно може се вака на лик исти, ама овој нема никаква лична карта во наводници, а овој си ги има сите прописи. И сега нормално дека ќе збориме за сигурна, безбедна, технички исправна зграда и нелегална, која што може е добра, може не, ама не знаеме, немаме никакви податоци. Значи, тоа е едниот аспект каде што можеме да се подобриме. Вториот е точно. Доградби, надградби, да не ме сватите погрешно, од технички аспект се може да се направи. Подготово градежништво води напред, секакви методи имаме. Меѓутоа,
За тоа треба многу повеќе истражување, многу повеќе пари. И сега вие кога имате еден стар објект и кога ќе треба да примените се она што налагаат техничките прописи за да направите надградба, вие ќе се откажете. Бидејќи не сме да има импровизација. Тоа е прва. Втора работа е што ние за голем број на постојните објекти, кога се прават надградби, не постои техничка документација како изграден постојниот објект. Изграден бил пред 40 години, кој чува проект, кој не чува, дали има во архив, нема, и се вие на нешто што не знаете, надградувате. На една непознаница ставате па уште еден ризик поголем. Така да, генерално, политиката на институтот е да овие надградби и доградби се намалат или да ги нема воопшто. Особено во вакви трусни подрачја, тоа е голема слабост. Со оглед на тоа што земјава е во сеизмичко активно подрачје, колку сметате дека нашите граѓани се информирани и запознати како треба да се однесуваат во случај на земјотрес? Тачно. И тоа е една од работите на кои што институтот континуирано прави напори. Ние викаме за подобрување на јавната свест кај населението. Сметам дека уште повеќе треба да работиме. Впрочем, еве и во наредната година ние ќе продолжиме. Континуирано имаме соработка со сите основни и средни училишта во државава, не само во Скопје. И секогаш се отворени нашите врати за посета или за наша посета во нивните училници, да ги едуцираме. Ја повторно ќе кажам, тие таргет групи, младата популација ни е многу битно, бидејќи пак би рекол на 60 годишен човек, малце потешко вие ќе му всадите дека кога има земјотрес не треба да излета низ врата и не треба да оди по степеници, по скали. На младите, кога им говорите и еднаш, два пати да повторите, веќе во него ќе се всади некој инстинкт што да прави во случај на земјотрес. Па знаете, овие земјотреси не подсетуваат. Битолскиот имавме нели на граница со Грција, Скопје имаше ова претходно, Валандово. Тие на моменти не подсетуваат. Меѓутоа тоа треба од друга страна системски да би рекол и во наставните програми на училиштата, пак ги таргетирам училиштата и средните, да имаат не само теоретски предавања, него порано имавме ние, знаете, оние вежби, СВОС и во случај на катастрофи, тие се исклучително користни. Значи, не само во училиштата, него и граѓанството. Ја не знам дали знаате, населението живеат во зградиве, каде им е evacuation point, точката на евакуација. Значи, многу малце знаат. Тоа е првиот чекор да го намалиме сеизмичкиот ризик, ние видиме. Треба да знаат секој граѓани каде треба во случај на катастрофа, не по мобилни, прво што ќе падне мрежата на мобилни телефони. Не можете вие да дознаете каде е вашето дете. Че однапред треба да, значи тие работи, на тие треба да работиме континуирано. Така да потребно е подигање на јавната свест. Ние, впрочем, имаме одлична соработка и со Центарот за управување со кризи, и со Дирекцијата за заштита и спасување, со кој што работиме. Меѓутоа, сметам дека уште понапорно треба да работиме и долгорочно, ако сакаме да имаме подобри резултати од овие што ги имаме сега. Кога се говори за земјотресите, обично се вели дека постојат вертикални и хоризонтални земјотреси. Колку е ваквата поделба точна или станува збор за урбан мит? Па би рекол ова второто, урбан мит. Значи, како се манифестира земјотресот на површината зависи од многу фактори. Меѓутоа, еден од најеклатантните примери како го чувствуваме земјотресот е оддалеченоста каде се наоѓате во однос на хипоцентарот, ние викаме, тој што е, да кажеме, тоа е точка, регионот во кој што е ослободено количеството на енергија, тоа е во натрешноста на земјата и сега тука разликуваме плитки и длабоки, ајде сега не одиме во детали. И сега, оддалеченоста придонесува да кога се движат ова енергијата, сеизмичките бранови, движејќи се низ земјината внатрешност, се филтрира одредени фреквенции. Да не звуча многу вака абстрактно, значи кога е голема оддалеченост, нели со вас боревме пред разговорот, тогаш доминираат оние долго периодични, да кажеме, компоненти од земјотресот и затоа зборевме нели земјотресите од порано од Букурешт, во Скопје се почувствува како морски бранови, значи нишање долго периодично. За разлика од тоа, кога сте во непосредна близина на земјотресот, бидејќи нема толку време сеизмичкиот бран да патува и да се филтрира, тогаш
компонентата вертикална компонента може би доминира и е на рангот на хоризонталната и вие чувствувате и вертикални вибрации. Така да таа комбинација од оддалеченоста, која повеќе компонента ќе се манифестира на површината на земјата. Така да нема вертикал. Има друго, има како се движат разседите, ама тоа не е. Значи, всушност е оддалеченоста од местото на случување на земјотресот до тоа каде се наоѓате. Тоа е една од, вака да кажам, доминантните работи како вие ќе го почувствувате земјотресот. Изминативе 2 недели е активен земјотресот што ги погоди Турција и Сирија. Според последните податоци има над 41.000 загинати и речиси 100.000 повредени. На што според вас се должи ваквиот голем број на жртви и разорнувања? Да. Добро, видете, пред се работи за голема, ја би рекол, не природна, него човечка трагедија. Навистина е страшно сега да замислиме во 21 век толку голем број на загинати. Навистина уште еднаш би упатил мои најискрени сочувство и жалење на погинатите и на настраданите лица. Што да кажеме? Значи, од оваа аспект ние сме оддалечени, не сме на лице место да кажеме кои се главните причини што доведоа до ваква катастрофа, е малце несериозно и неодговорно. Меѓутоа, и покрај тоа што се работи за исклучително силен земјотрес, меѓутоа треба да истакнеме дека тоа не е изненадување. Ниту за турските научници, ниту за турските сеизмолози, па ниту и за пошироката, да кажеме, научна јавност, бидејќи тој регион на источно-анатолискиот расет е познат. Значи, само бил пасивен 120-30 години. Значи, тамо се знае дека ќе се случило земјотрес. И во најновите сизмички мапи на зонирање на Турција, тоа е впрочем и ставен како регион со највисока, да кажеме, ниво на забрзување, да кажеме. Така да, на што се должат, сигурно има некои недоследности. Не можам се, не би било сериозно од моја страна да кажам, бидејќи ги немам сите аргументи и податоци, меѓутоа, мислам и по натамошните анализи ќе покажат дека има некои недоследности, ја би рекол системски. Проструја вести дека голем број од тие објекти биле, она што зборевме во првиот дел на разговорот, без некоја посебна контрола градени, дали како нелегални дивоградби, не знам. Значи, ако немате вие контрола, повторно кажам, немате доволно информации да може ги оцените. Веројатно и во фазата на изведба, вака гледајќи само по голем број на слики што доаѓаат од тие подрачја, постојат, би рекол, некои грешки можда и во концептот на конструкциите. Ние можеме тие да ги видиме, значи, големи дебели плочи, мали вертикални елементи, столбови кои што се најповредливи за време на земјотрес. Арматура, онака народски кажано, раздвоена, расцветана, значи можда пак ќе кажам, можеби недоволен број на попречна арматура или узенги кои што ќе го утегнат пресекците и сето тоа, па дури и до квалитетот на материјалите, меѓутоа пак ќе кажам, ќе се огледам, веројатно сега после од кога ќе се смири целата ситуација, тамо се веќе тимови, верувам и на турските инженерски асоциации и слично, ќе видиме кои се главните фактори, меѓутоа непобитен факт е дека има недоследности, има прекршувања технички прописи, бидејќи, знаете, во преамбулата, во првите членови на било кои технички прописи се вика дека зградата, да, ќе има оштетувања, меѓутоа не треба да се дозволи комплетен колапс и не треба да се дозволи загуба на човечки животи. Колку год да е јак земјотресот, тоа е така на хартија, треба да се примени, меѓутоа такви механизми на колапс уште во првите членови се елиминираат. Значи, вие се треба да направите како проектант и како изведувач да тие форми на рушења ги избегнете и сега ние тие форми на рушење ги гледаме вам. Допрва ќе видиме конкретно кои биле причините, меѓутоа сите показатели покажува дека постои прекршување на техничките прописи. Покрај тоа, ќе кажам уште еднаш, се работи за исклучително силен земјотрес. 7,8 е исклучително силен земјотрес.
По овој земјотрес бевме сведоци на други послаби потреси во регионот, како тој во Романија, во Албанија. Дали постои поврзаност помеѓу овој земјотрес и овие други потреси? Значи, видете, досегашните сознанија и сите овие студии што се правени, не само на територија на Македонија, пошироко и на Балканот, па и во Турција, тој регион нема директна корелација со еве да кажеме централниот балкански, со нашиот, бидејќи сме први на голема оддалеченост, второ тој расет е на контактот помеѓу одредени плочи кои што не засегаат многу од нас. Меѓутоа, дали овие последните имаат, сметам дека директна немаат, може да имаат некоја индиректна, ама пак тоа до сега немаме такви сознанија, бидејќи пазете, огромно количество на сеизмичка енергија се ослободи и тоа се распределува, значи тоа што излага на површината како земјотрес, меѓутоа и меѓу тектонските плочи постои, сега би рекол, една редистрибуција и постепено смирување. И сега во тоа смирување, како, каде, колку ќе биде редистрибуцијата, е веќе друга тема, меѓутоа далеку сме ние да и овие во Албанија или во Романија да има директна некоја поврзаност, бидејќи пак ќе кажам тектонскиот склоп овој и тој, барем до сегашниве сознанија, не покажува некоја директна поврзаност. По земјотресот во Турција, медиумскиот простор беше преплавен од голем број сензационалистички вести. Меѓу нив беа и такви дека потресот предизвикал промена на релјефот во регионот, дека територијата на Турција била поместена за неколку метри. Колку се ваквите информации точни? Добро, видите, затоа и често ние се воздржуваме од давање на било по-конкретни изјави, бидејќи како научници, како професори и експерти во област, ние работиме врз основа на докази, врз основа на податоци, може да сме поспори, меѓутоа ако ќе објавиме некоја студија, вие морате да бидете одговорни, да стоите за тие резултати. Не можете базирано на некои слики се да давате изјави. Не е добро, за мене тоа лично мое мислење, не е добро да даваме сензационалистички изјави веднаш после земјотресот, бидејќи не дека ќе се подигнеме популарноста, некои за тоа го прават, меѓутоа не е одговорно и према нас, према јавноста, бидејќи еве вие ме прашувате, ја ги немам сите податоци. Ја можам да кажам врз основа на моето искуство и тоа што го гледам од сликите, меѓутоа за да ме прашате по-конкретно да одговорам, треба да ги собереме податоци, да седнеме, да анализираме, да ги видиме сите аспекти. Така да таквите изјави, еве впрочем и вие како медиум треба и вие да се борите заеднички. Тие ништо не предонесуваат, тие се пуштаат во етерот, моментално имаат можда некој ефект, меѓутоа долгорочно тие немаат значење. За такво нешто, за поместување на тлото, еве само како пример ќе ви кажам, да, после големи земјотреси има. Меѓутоа се чека еден извесен период. Големиот Great East Earthquake, Tohoku Earthquake во Јапонија која се случи во близината на Сендај, познатата катастрофа со Даичи, со нуклеарната електрана. Да, јапонците излегоа, ама излегоа после 2 месеци и навистина имаше големи поместувања на централниот остров, значи на Хоншу, на целиот остров, 3 метри во хоризонтален и 4 метри во вертикален правец. Меѓутоа не излегоа веднаш, што собираа податоци и така да сепак сега да дадеме повеќе простор на спасувачките, на овие мисии кои што треба да спасат, гледаме дека се уште спасуваат животи секоја чест, а подоцна малце кога ќе се соберат сите релевантни податоци, ќе имаме релевантни информации, вие како медиуми ќе бидете информирани секако за да видиме што навистина се случи. Не треба, тоа е пак ќе кажам мое лично мислење, да избрзуваме и да даваме генерални оценки сите згради дали се безбедни, не се безбедни, така бидејќи сепак е сензитивно време. Сега сите сме возбудени, особено луѓето во Турција и реагираат на било какви информации, некогаш и добронамерно може да отиде во правец на ширење на паника, дали ќе има или ќе нема, така да оставиме овие што се официјални институции во Турција, впрочем и Турција излегува нонстоп со соопштенија, таму има една централна, да кажеме, агенција код цивилна заштита, не знам како да го преведам, АФА, која излегува со скоро секојдневни
биланси, официјални соопштенија, прецена загинати, спасени луѓе, повредени, колку возила се вклучени во спасувачките мисии и така да тоа е мој некој лично, ја би се задржал на таквите извори информации. По овој земјотрес се огласија и приврзаниците на теориите на заговор, па така тврдеа дека не станува збор за природна елементарна непогода, туку дека е вештачки предизвикан потрес. Дали е тоа реално? Одма да кажам, тоа се сензационалистички изјави кои што само придонесуваат за нивна популарност, иначе не вреди да се коментираат, апсолутно се неозбилни, би рекол и погрешни дадени во едно време кога се уште траат тагата по настраданите и се вие да имате такви изјави, тоа се апсолутно би ги ставил во невозможни изјави, несериозни, неодговорни. Нема никаква вештачки нема. Првите денови по земјотресот се појавија информации дека извесен холандски истражувач го предвидел земјотресот, да го цитирам, порано или подоцна регионот на Јужна и Централна Турција, Јордан, Сирија и Либан ќе ги погоди земјотрес појак од 7,5 степени. Дали е можно да се предвидат земјотреси? Значи вака, науката нема интерес да предвидува. Тоа дека работиме и науката знае каде се случуваат овие земјотреси. Значи, вие знаете однапред со оглед на инструментите кои што постојано следат движењето на земјината кора, се знае и од историски аспекти, и од овие сите собрани огромен број на податоци, се знае каде ќе се случат големи земјотреси. Не е изненадување ова дека ќе се активира источниот Анатолија. Сега да кажете дека знаете кога ќе се случи, тоа е тем несериозна работа. Вообичаено, како да кажам, сеизмичката изложеност се изразува во малце покомплицирано заедноста. Тоа е со веројатности принципи. На друг начин, коментарот на холандскиот стручњак, како може да го кажам во некои научни зборови, е дека ние кажуваме дека постои веројатност дека во наредните 100 години ќе се случи еден земјотрес кој ќе надмине магнитуда, да кажеме, од 6. Тоа значи дека нашите податоци покажуваат дека во тој временски период тие раседни структури што ги викаме произведуваат енергија која што во еден момент ќе се ослободи, ќе предизвика таков потрес. Тоа е веќе научно искажан факт. Сега народски ова да кажеме дали ќе има или ќе нема, тоа не е добро, особено што после случувањето на земјотресот. Иначе и друг научник може да каже, знаете што, на раседот на огнениот прстен, тоа е во Пацифичкиот, во наредниот период ќе се случи земјотрес по цело. Тоа секој го знае. Зошто? Дека сите најголеми земјотреси, 75% од најсилните земјотреси се случуваат тamo. Не може да сгрешите. Знаеме дека се случуваат. Сега дека ќе знаете кој ден и тоа е малце веќе неодговорно и не принципиелно и не е базирано на факти. Во поглед на тоа најбитно е да имаме широка мрежа, ние викаме на инструменти кои што го пратат и оние микродвижења на земјината кора која што вие и јас не ги чувствуваме, меѓутоа значат во поглед на акумулирање на оваа сеизмичка енергија, за да видиме колку некоја енергија се акумулира, за да знаеме во наредниот период дека во тие години може да очекуваме некој посилен потрес. Сега, до сегашниве сознанија вела дека после силен потрес доаѓа до растеретување, релаксирање, значи повторно ќе треба еден период на акумулација за да дојде повторно до земјата. Значи, не се очекува дополнително во некој краток временски период силни земјотреси на истото место. Тоа се тие, така да кажам, принципи на кои што базира сегашното ниво на наука. Значи, Анатолискиот расет се активирал, сега може погоре, тоа е долг, тоа е значи исклучително долг. Може редистрибуција нагоре да отиде, така беа, епицентрите се движеа малце на север, или Газиантеп, Карамармараш и така. Така да тоа околу предикција и околу тоа. Еве и да на крај крајава да збориме отворено. Еве некој да е толку паметен стручњак да знае. Земјотресот е силно дејство од 60 секунди. Вие ако кажете, треба да знаете кој ден, во колку време, и еве во близина да биде на некој урбана целина, на град горе, што ќе направите? Ќе го евакуирате цел град, и ако промашите, ако не се случи сабајлето, се случи навечер, вие цело население или ќе го држите во скривници или не знам каде цел ден?
Нема логика. И еднаш да промашите, вие веќе ги губите довербата. Така да повеќе би рекол дека ние треба да работиме на тоа како да обезбедиме да се почитуваат техничките прописи, да имаме современи сознанија, како сизмичка изолација и слично. Земјотресите ќе се случат, него ние да се припремиме нашите згради да бидат окей, нашите домови да бидат добри, за да бидеме сигурни за случај на било како земјотрес. Годинева се навршуваат 60 години од катастрофалниот земјотрес во Скопје во 1963 година. Работилницата за која што говоревме на почетокот е дел од одбележувањето на таа годишнина. Што друго планира ИЗИС во рамките на означувањето на годишницата од земјотресот? Па добро, ова е на некој начин и промоција во вашата програма, во вашата емисија за активностите на ИЗИС. Значи, морам да кажам дека ИЗИС му должи на градот Скопје во наводници, бидејќи после Скопскиот земјотрес се формиран институтот, значи Скопскиот земјотрес 63-та, 65-та бил формиран институтот и ние на вистина чувствуваме една посебна одговорност кон градот Скопје и кон тој земјотрес. Впрочем, ми ово обележување на 60 годишнина го свативме доста сериозно и веќе се почнати и конкретни активности. Имаме и мото, значи тоа е, имаме и соодветно лого, викаме ИЗИС за Скопје. Како ИЗИС може да му одолжи на градот Скопје и веќе почнавме со активности. Една од активностите беше и работилницата под мотото ИЗИС за Скопје и концепт програмата ни се состои да во целата овој период до јули, до 26 јули, па и би продолжила цела година, да правиме голем број на активности пред се во неколку домени. Она што зборевме, да ја подигнеме јавната свест, да пристапиме кон најмладите во основните училишта, во средните, да одиме, да држиме предавања, да држиме тренинзи, обуки, како да се однесуваат најмладите, учениците во случај на земјотрес, што значи земјотресот, како да се заштитат во своите домови, како да постапуваат после земјотрес. Тоа не е едниот сегмент, другиот сегмент е во соработка со и градските институции и владините институции, ќе направиме на неколку објекти брз скрининг, значи брза процена на сизмичката сигурност на неколку јавни објекти со цел да покажеме дека потребни се такви студии да секој, односно особено и за одржување на нивото на функционалност на институциите и после земјотрес, какви се тие објекти и слично, тоа ќе биде исто, да кажеме, донација од институтот. Третиот сегмент ќе биде ќе ги отвориме вратите на нашите лаборатории, ќе имаме отворени денови, каде што граѓаните, идните студенти, било кој вие кои сакате, слободно ќе може да дојдете да видите што ние работиме, како придонесуваме. И мислам дека ќе го заокружиме со еден мал пригоден настан пред, односно на денот или пред самиот земјотрес, тамо во некде 26 јули, каде што со 2 до 3 не би го правиле тоа големо, значи сепак е одбележување на една трагедија, би го правиле да се подсетиме што значеше Скопскиот земјотрес, би рекол не само за Скопје, за Македонија и за тогашната држава, и за институтот. Малце е на некој начин да евоцираме спомени, да видиме што во овие години сме направиле и како би продолжиле понатаму. Господине Шешов, ви благодарам за интервјуто за мија. Благодарам и на вас.